Утре со надпреварите од седмото коло продолжува првенството во првата македонска фудбалска лига. По непријатниот и разочарувачки пораз од Академија Панде, фудбалерите на Победа ги очекува најголемиот предизвик и најтешкото гостување сезонава. На градскиот стадион во Тетово утре попладне и одат на Мегдан на домашната Шкендија, актуелниот освојувач на двојната круна од претходната сезона. Фактот дека Победа прикажува добри игри не е валоризиран, соодветно со бодовното салдо и остава простор за одреден оптимизам и за утрешното гостување во Тетово, иако Шкендија е голем фаворит. Прилепчани ќе настапат најверојатно со сите расположливи сили, иако е неизвестно дали за мечот со Шкендија Мегленски ќе може да смета на клучниот играч на средината на теренот Марковски. Од друга страна пак кај Шкендија ќе недостигаат двајца резервисти Селмани и Чешменџиев, кои заработија црвени картони на дуелите со Силекс и Шкупи, но и двајцата се со мала минутажа кај тренерот Османи, така да нивното отсуство сигурно не представува голем хендикеп за шампионот. Со оглед на згуснатиот распоред во оваа фаза од сезоната и фактот дека Победа веќе в сабота очекува меч со Вардар, како домаќин на следната среда и реванш осми на финалниот куп надпревар со гостивар, можни се одредени ротации во почетниот состав на црвено-белите на утрешниот меч, со цел да се калкулира со расположливите сили за мечевите каде шансите за успех се релативно поголеми, што од друга страна никако не значи дека за Тетово треба да се отпатува со бело знаме. Потврда за тоа е минато сезонскиот меч во кој Победа имаше така речи добиен меч и со нерегуларен гол, од офсет Шкендија избегна пораз и стигна до реми 3-3 во последните моменти од надпреварот. Во третата лига Центар изминатиот викенд одиграни беа мечевите од третото коло, каде најубедливата победа од 8-1 ја оствари екипата на братство Лажани над Тополка. Тополчани како домаќин славеше со 2-0 над Марена, Младост Кривогаштани освои бод, играјќи без голови на гостувањето кај Росоман. Големо Конјари загуби убедливо со 0-5 на гостувањето кај Бабуна. Питугули во Крушево со високи 4-0 го совлада напредок, а Ново Црнилиште на свој терен претрпе пораз од 0-2 од тимот на Превалец. Во младинскиот фудбал се одиграа мечевите од четвртото коло на Суперлигата во сите 4 конкуренции. Во четворо мечот со Ренова младинците на Победа стигнаа до првата ова сезонска победа, и тоа во Тетово со 3-2, врекајќи се од негатива и со голови на Сортиновскиот пенал, пионерот Петрески и победоносниот на Бешовски. Кадетите исто така имаа негатива во Тетово, но со двата гола на Срджанецот Ристевски стигнаа до 2-2 и трето сезонско реми. На свој терен во Прилеп Победа оствари засега најуспешната генерација по младите пионери со 3-1 над врсниците на Ренова со 2 гола на Спировски и Јако Петрески, додека некомплетната пионерска екипа претрпе минимален пораз од 0-1. Се одигра и третото коло во регионалната лига за петлиња и помлади петлиња, во кој во центарот на вниманието беше локалното дерби на Победа и Прилеп. Кај петлињата победија малите победаши со 2-0 со головите на Насифовски и Тасевски, додека во дуелот на помладите петлиња мрежите мируваа.